Добар виден и добре дојдовте во новата епизода на емисијата Класи. А во оваа нова епизода пак ќе зборуваме за нов производ кој што наскоро треба да се појави на македонскиот пазар, а тоа е трутовското млеко. На оваа тема ќе зборуваме со професионален пчелар од Велес, тоа е Благојче Најдовски, а во вториот дел пак од емисијата ве водиме во градскиот трговски центар, каде што пчеларското здружение Матица од Скопје, кое што е едно од најстарите здруженија во Македонија, го организира 8-миот саем поред во градскиот трговски центар, каде што ќе изложуваат своји пчелни производи. А ние, од некои од членовите, ќе дознаеме на кој начин го произведуваат медот, потоа и другите пчелни производи, како што се прополисот, поленот, пергата и матичниот млеч. Значи, почнуваме со ред. Следете. Приносите на мед во Македонија во последниве десетина години се движат од 10 до 12 килограми по пчелно семејство. За разлика од пред 30 години, количините се преполовени, што пред се должи на климатските промени кои што прават сериозна штета на вегетацијата. Покрај ова, голем проблем на пчеларите им создава и прекумерната употреба на хемиски препарати за заштита на земјоделските култури и овошките. Сепак, македонскиот простор во најголем дел се уште важи за чиста животна средина, каде што може да се произведува здрава храна, вклучително и мед. Според приносите, за среќа оваа година беше една од најдобрите во последнава деценија. Но сепак, пчеларите по слабите приноси на мед ги надополнуваат со производство на други пчелни производи, како што се матичниот млеч, поленот, прополисот и пергата. Наскоро на пазарот кај нас треба да се појави нов производ, а тоа е трутовското млеко. За начинот на производство, за неговите карактеристики и благодатите од неговото користење, разговаравме со Благојче Најдовски, долгогодишен професионален пчелар од Велес. Најдовски, пред извесен период е почнат еден проект, паметен соларен пчеларник, чии што дел си и ти. Патувавте и низ Балканот, имавте советувања, предавања, пред неколку денови кога се слушнавме, бевте и низ Македонија во неколку градови. Меѓутоа, конкретно за каков проект станува збор, финансиран од Европската унија? Значи, проектот на кој што сум јас координатор се вика Паметен соларен пчеларник. Тој истиот е финансиран од владата на Црна Гора и на Европска унија. Станува збор за проект кој што трае година дена, кој што фактички ја промовира циркуларната економија, во која што економија нема отпад. И ние фактички таму го ја представуваме Македонија со нов пчелен производ, тоа е трутовото млеко, каде што фактички целта на самиот проект беше да преку Здруженијето Јавор од Зрновци, значи кој што е носител на проектот, со поддршка на Европска унија и на црногорска влада, да направи начин како да помогнеме на пчеларството сега, затоа што пчеларството како никогаш досега има проблем. Ќе ви кажам само два примера. Првиот пример е пред 10 дена владата на Република Хрватска со цел да ја стабилизира состојбата со цените на прехранените производи, замислите, одлучи да донесе одлука кај што кило мед не смее да се продава, во маркет зборувам, повеќе од 5,70 евра, тоа е преведено на нашки 350 денара, а хрватите имаат еден од најквалитетните медови, зборуваме за лаванда и така натаму, каде што 6000 пчелари не знаат што да прават, затоа што од една страна преносите паѓаат заради климатски промени, владата вика нема да го продавате повеќе од 5,5 евра и сега се вставени во ќорсокак. Друга работа е, например, Србија, минатата оваа сезона, фактички 24-25, има над 80% загуби, значи пчелните семејства угинаа поради недостаток на полен и други проблеми. Од една страна, заради климатските промени немате пчели, значи угинуваат. Од друга страна, властите ве лимитираат со цената. Пчеларот просечен во Македонија нема повеќе од 10 килограми на пчелен мед. Да, преку регулари. Да, ако сака да преживее, мора да најде начин или да има поголемо количество на мед што тешко се продава, или да најде некој нов производ кој што фактички ќе го зголеми профитот од самите пчелни семејства. И сега, целото пчеларство е фактички дел од циркуларната економија. Например, која е поентата? Например, за да добиете 1 килограм говедско месо, вие треба да потрошите 10 килограми храна,
треба потрошите 20 кг вода и треба временски период, значи самото производство на храна фактички влијае на човековата околина. Пчеларството, вие произведувате протеини, јаглен хидрати без ништо. Значи, нема потреба да имате земја, нема потреба да имате трактори, нема потреба да имате вештачки ѓубрива. Едно од ретките производства на храни, кај што фактички не само што не прави проблем на природата, напротив, доколку седнете да ручате денеска, од 4 залци, 3 зависат од опрашувањето на нашите пчелки. Значи, станува збор за исклучително, ајде да кажем, биолошки подобна производство, кај што помага во зачувањето на човековата околина. Сега, зошто трутово млеко? Затоа што ние ја видовме можноста дека на пчеларите може да им помогнеме кога ако ведеме нов пчелен производ кој што на истокот и западот го има, а од друга страна фактички на популацијата да им понудиме можност за избор. Ние фактички преку овој врвен производ и даваме можност на потрошувачите да дојдат до врвни протеини и останати хранливи материи кои што досега ние пчеларите едноставно ги фрламе. Значи не ги употребувавме, а на западот и на истокот се користат децени на нас. Само еден пример ќе кажам. Например, 1972 година, еден германски научник во Кенија, при искупувањето на фосилни остатоци од прачовекот Homo erectus, дошло до сознание дека коските имаат имаат повеќе витамин А, имаат хипервитаминоза на витаминот А. И тие дошле до хипотеза дека тој витамин А е единствен извор кој што луѓето може да го има, тоа е леглото на пчелите африканските кои што се размножувало во дрвата баобаб што ги има таму. Значи, ако човекот го користи пред 1.600.000 години леглото на пчелите како извор на протеини, пример ќе ви кажам, многу луѓе мислат дека мечката јаде мед, не е точно. Мечката кој ќе го нападне пчеларникот, таа прво јаде леглото, затоа што од медото не може млеко да направи, ама од леглото кои се протеини и масти, и како ќе направи млекце за да може малите речиња после да ги надои. Значи, мечката знае што е убаво, нашите предци знаат што е убаво. На истокот сега имате еден куп производи кои што се направени токму од трутовото млеко, меѓутоа кај нас ние секојаш каскаме и секојаш сме последни во работа. Пчелното семејство се состои од една матица, од пчели работнички кои што се женски по пол, кои што се некаде 90% од целата популација кој што може да биде 40, 50, 60 или зависи од сезонот и количество на пчели. И внатре може да има од неколку стотини до неколку илјади трутови, кои што не собираат мед, нели, кој ќе ти каже дека си трут, не собираат мед, немаат апарат за боцкање, може слободно да го ставите на лицето, не може да ја боцне. Значи не собираат полен, не собираат прополис, и фактички имаат единствена улога да ја оплодат матицата. Меѓутоа, за да ја оплодат, да го пренесат машкиот генетски потенцијал, морат да бидат најсилни. Зошто? Матицата се оплодува надвор од кошницата во лед и тој фактички мајката природа одесила така да од неколку илјади трутови кои што се наоѓаат во воздухот, тој што е најбрз, значи тој што најдолго лета, тој што е најздрав, највитален, тој да оплоди за да може таа неговите генетски карактеристики да ги пренесе во пчелното да се создава здраво семе. Сега, ако сакате тој истиот труд да ја оплоди матицата во лед, значи тој мора да има перформанси да го направи тоа. Така, например, во пчелното семејство има многу интересни работи. Едно од тие дека кога матицата ќе снесе неоплодено јајце од кој што се добиваат трутовите, од првата ден до 10-та ден, фактички тоа го мине периодот на отворена ларвичка, значи таа се наоѓа во келијата која што е отворена, работничките ги хранат. И сега замислите го овој податок, значи од третиот ден кога јајцето станува ларвичка до 10-тиот ден, од 0,1 милиграм колку што тежи едно јајце, ја зголемува телесната тежина за 4190 пати, значи некаде на 419 милиграми. Значи во природата нема таков случај, ретки се тие случаи, кај што за 10 дена да добиете 4000 пати зголемување на телесната тежина. Сега, како го прави тоа? Па просто. Од една страна е хранет обилно со матична млеч, кој што е најскапата храна што има ке луѓето, значи некаде килограм е негде 1500 до 2000 евра. Го хранат со перга и со свежа перга, значи која што се прави фактички од полен, кој што исто така едно најдобрите храни кои што човекот ги познава, и добива нектар. Тоа е фактички, што би рекле србите, претеча на медот, кој што е храна на боговите.
И сега замислете, од една страна го храните со млеч, го храните со перга и со мед, и тој има капацитет биолошки да за 7 дена ја зголеми својата телесна тежина за 4190 пати, и кога таа ларвичка ќе ја пресувате, добивате трутово млеко, кое што после е уникатен производ, значи нема пандан во светот за него, а што е друга интересна работа, некои ќе речат дека е сличен на матичниот млеч. Да, сличен на матичниот млеч. Зошто? Затоа што де факто се состои од самиот матичен млеч, меѓутоа е и различен. Например, во матичниот млеч нема хормони, затоа што овој го носи машкиот генетски потенцијал. Значи, внатре има хормони од типот на естрадиол, тестостерон, прогестерон, кои што и понатаму ги одредуваат неговите лековити својства и го прават уникатен и единствен производ во човековата исхрана и во човековото здравје. А добро, која би била цената тогаш на вака сега. На товото? Трутовото млеко рековме дека е слично со матичниот млеч, меѓутоа и тотално различно. Во делот на составот, значи ги има сите можни соединенија кои што му требаат на човекот. Значи од аминокиселини. Есенцијал, има преку 20 аминокиселини. Има стероли, има микроелементи, значи има магнезиум, има калциум, има калиум, значи цела палета на микроелементи. Потоа има масни киселини преку 20 кои што се многу потребни за организмот, и целиот тој комплекс што го има внатре го прави уникатен производ кој што од една страна е сличен на матичниот млеч, меѓутоа и различен, и комбинацијата на овие два, има многу препарати на западот кои што се продаваат, кои што прават подобрување на здравјето кај луѓето. Меѓутоа, сакам да споменам една порака до пчеларите. Значи, нема потреба да се плашат дека трутовото млеко може да го загрози матичниот млеч. Матичниот млеч е едно од најдобрите, ајде да кажем, производи на пчелата кои што користи на човековото здравје. Луѓето кои што го конзумираат и понатаму да си го взимаат, затоа што и тој е уникатен исто како трутовото млеко. Меѓутоа, недостатокот на хормони кои што ги нема, ги одвојува едното од другото и нивната примена. Сега околу цената, рековме дека матичниот млеч е многу скап, значи некаде од 1500 до 2000 евра. Меѓутоа, ако нештото е скапо или тешко се доаѓа до него, или е забрането некоја дрога или така натаму, во случајов, јас не познавам во Македонија од 5000 пчелари некој пчелар кој што може да произведе повеќе од 3-4 кг. Тоа е прва работа, значи многу тешко се добива, технологијата на добивање му е многу проблематична. Во делот на знање, опрема, технологија и така натаму, значи не може секој да го произведе. Апсолутно. Да, и затоа е толку скап. А од друга страна, трутовото млеко може секој од 5000 пчелари колку што има во Македонија да го произведе многу едноставно. Зошто? Се враќаме на биологијата. Рековме дека во едно пчелно семејство има од неколку стотини до неколку илјади трутови, кои што се временски распоредени негде од средината на април до крајот на јуни, почетокот на јули, зависи од микролокацијата. И тогаш истите може да се земат, да се пресуваат и да се добие трутово млеко. Сега, во делот на количините, матичната млеч може да се произведе во грамови од едно пчелно семејство, а трутовото млеко во килограми. Значи, едно пчелно семејство може да даде до 4 килограми, ако во периодот од неколку наврати истите ларвички се пресуваат и се конзервираат на начини кои што потоцно ќе ги објасним. Многу е битно да кажеме дека во рамките на проектот сакаме да направиме едукација како на пчеларите, така и на потрошувачите, затоа што нештото чини онолку колку луѓето се спремни да платат за него. Меѓутоа, со оглед на фактот дека се произведува во огромни количини, цената ќе биде пристапна за некои проблеми кои што ги имаат луѓето да ги решат. А добро, кога спомнаме дека 5000 пчелари велиме во Македонија дека може да го произведуваат трутовото млеко, дали за нив ќе биде потребна дополнителна едукација во смисла на начин како да го произведуваат и дали сите тие имаат и опрема за сето тоа да се произведува? Сега накратко ќе објаснам тоа за што станува збор. Значи, трутовото млеко се добива на следниот начин. Кога матицата ќе положи јајце, првиот ден, третиот ден тоа јајце се претвора во ларвичка и таа ларвичка бива хранета од пчелите работнички до 10-тиот ден, кога келијата се поклопува, стои уште 14 дена, на 24-тиот ден испаѓа возрастен трут. Што треба да направи пчеларот? Пчеларот треба да земе таа ларвичка која што е стара од 7 до 11 дена, да ја стави во преса, значи да се испресува, таа содржина се вика трутово млеко.
Значи нема никаква технологија во делот на добивање, значи треба фактички да направите пчелното семејство да има што е можно повеќе трутови ларвички, тоа се прави со рам градежи, пчеларите знаат добро што се прави тоа, и на секој 7 дена вие фактички го сечете трутовото легло отворено, го пресувате и добивате маса. Сега, со оглед на фактот дека трутовото млеко се разликува од матичниот меч, кој што меѓу другото и во ПХ факторот, матичниот меч знае да биде кисел, а овој е повеќе неутрален и не смее да стои повеќе од 1 саат, мора истиот да се конзервира. Значи, рековме, добувањето му е со пресување, со најобична преса, може да се направи во куќни услови. Битна работа е само да не се контаминира со бактерии. Значи, да се носат медицински ракавици, пресата да биде дезинфицирана со алкохол и онен момент кој ќе го добиете трутовото млеко, ќе го испресувате ларвичките, да се конзервира. Како се конзервира? Се конзервира во мед, кај што се става некаде од 5 до 10% во медот се става во мед, меѓутоа медот мора да биде во форма на крем мед, значи ако е течен ќе се јави како фракција. Така. И истиот може да се употребува 6 месеци, се чува во фрижидер. Значи рековме, ако се стави во мед, кристализиран, се стави во фрижидер, може да стои. Вториот начин на конзервирање му е алкохолна тинктура од алкохол. Што се зима? Се зима алкохол од 40 до 70%, може и ракија домашна да се стави, во кој што се става еден дел трутово млеко, што претходно сте го добиле, 5 дела на алкохол, кој ќе се стави, се остава неколку дена да стои, после се процедува и оваа алкохолна тинктура што ја држам сега во рацете, стои 1 година и после согласно рецептурите што ќе бидат дадени во книгата која ќе подготвуваме, значи преведено на македонски некаде од 10 до 20 капки на ден, во некоја течност се пијат и отприлика 2 недели трае дозирањето, значи во форма на тинктура, во форма на лиофилизирано трутово млеко, значи доколку пресното трутово млеко, го може да видиш како изгледа лиофилизирано, во форма на прав. Значи сега ќе оставам на рака. Значи кога го, значи ова е трутовото млеко кое што се суши на минус 40 во вакуум и на фактички се добива лиофилизирано. Меѓутоа малку е покомплицирана технологија, нема во Македонија услови за таа работа, ова е направено од мене, чисто за показ. И кога ќе го исушите, тогаш апликацијата не во граница кај се може да го примените. И друг начин на конзервација е кога на фактички додека е пресно, се направи во форма на мелем. Ова е мелем од трутово млеко и пчелен восок, кој што е фактички за кожата многу добар, затоа што ја подмладува, ја зајакнува, значи богатството на хормони внатре ја подмладува кожата, а таа жените многу го сакаат. Значи кога ќе го конзервирате, фактички може да стои од 6 месеци до 12, вако рече го, месеци во текот на годината. И наједноставниот начин за конзервирање нема прилика сега да донесам, ќе ќе ги објаснам зашто стана збор. Трутовото млеко се става во кесички за замрзнување, кои што се за мраз, значи коцкички. Одма се замрзнува на температура од минус 18 степени, тоа е во комората на фрижидерот за длабоко замрзнување и фактички стои 12 месеци, се употребува кога замрзнато ќе го ставите во некој шејк, во некој смути, значи во некој раствор кај што луѓето знаат на сабајле да се направат и фактички се аплицира директно смрзнато, се става во некој раствор и се конзумира. Ние во рамките на проектот веќе сме во подготовка на изработка на книга, која што ќе биде за некои 10 дена, чиј што автор е доктор на науки од Бугарија, човекот се вика Пламен Христов, кој што на 100 страници ќе ги објасни сите овие детали, значи како производство, така конзумирање, така употреба, се со цел да помогнеме на оваа наша Македонија, затоа што имаме богатство, сега го фрламе. Сега за крај, дали се можни некакви нус појави кај луѓето што би го употребувале? Така, како и секој производ има контраиндикации, меѓутоа јас пред да кажам за контраиндикациите би кажал една паралела. Например, пред 500 години, кога шпанците и англичаните ја освојувале Јужна Америка, на тамошните домородци им давале стакленца, огледалца, џинџеви што викаат црвите, а ви им давале суво злато. Ние сега, само ќе ви кажам една примера, пчеларите трутовото млеко им го дават на кокошките, па кокошките носат прекрасни јајца. Значи нема никаква бојазност дека ова трутово млеко може да направи проблем, напротив. Значи ке дозирањето е 300 мг на ден на човек. Со таа разлика што може да изедете колку што сакате,
нема никакви нус ефекти, поради нешто ќе го испари надвор од целото, нема проблем. Тоа што е вишок. Тоа што е вишок, само ќе даде пари. Тоа е проблемот. Сега во контраиндикациите треба да спомнеме некои работи каде не треба да се употребува. Не треба да се употребува, например, кај луѓе што имаат онколошки заболувања, не заради друго, затоа што он фактички помага со својот биолошки потенцијал, да повторим, Практично го храни. ја храни канцерогена клетка, наместо да помогнете на човекот, он ќе го зајакне имунитетот, меѓутоа од друга страна ќе ги зајакне и тие канцерогените клетки и се направиле проблем. Значи тоа е првото нешто. Втората работа, заради присуството на хормони, не е препорачено да се дава на деца до 12 години, меѓутоа од друга страна пак јапонците го даваат на адолесценти, кои што фактички кога ќе влезе у пубертетот за фактички да се забрза Процесот на созревање. Рековме, не се дава на деца. Втора работа, не се дава на луѓе кои што се алергични на пчелни производи, значи доколку не може да конзумирате матичен млеч, полен, перга и така натаму, прополис, нема да го взимате овој производ, затоа што веројатно имате фактички алергија и на овој производ. И друга работа што е битна, може, например, да има проблем една од формите на трутовото млеко се стабилизира со лактоза. Ако сте интолерантна на лактоза, може да имате проблем. Значи, тука некаде завршува неговата фактички контраиндикација, со таа разлика што ние во истиот проект ќе направиме и видеоматеријали со кои што ќе ги едуцираме луѓето, затоа што да се разбереме на работа. А тоа и би било потребно. Да. Кои се целна група на овој производ? Сите што сакаат да бидат млади, сите што сакаат да бидат убави, жените кои се во менопауза, малте не целата популација, со исклучок на децата до 12 години. Значи, ние ќе ги ставиме научните трудови на англиски јазик, а луѓето кои што сакаат здрава храна знаат англиски, кај што ќе можат од прва рака да се едуцираат, затоа што да се разбереме една работа. Старите викаат што е вкусно. Вкусно е она што си јадал кога си бил мал, твојата баба, и тоа што си бил гладен. А трутовото млеко како уникатен производ кој што Западот користи повеќе од 50 години, зошто македонецот да не го користи, а ние сега пчеларите го фрламе? Богуче, ти благодарам за овој исцрпен разговор. Ти си секогаш иновативен, интересен да те за слушање, пред се интересен ќе бидеш и за публиката, претпоставувам, и се надевам дека овој нов производ ќе си го најде своето место на пазар. Да, тука само еден апел. Пчеларите да се интересираат, затоа што наскоро ќе испаднеме со книга и со видеоматеријали, да го произведат. Значи, нашата цел не да продаде благоче, туку целата држава и потрошувачите и пчеларите да бидат бенефит од нешто ново, кое што, замислите, 50 години користат русите, а ние немаме појма за таа работа. Овај така наречен новогодишен саем, тоа е еден од последните циклуси што се во годината саеми што ги прави Матица, мислим, што ги одржува. Овај саем буквално е наменет токму во овај дел од годината, затоа што покрај пчелните производи кои што ги содржи овај саем, значи како што се од производите мед, полен, прополис, перга, млеч, има и доста комбинации на база на мед и другите пчелни производи, како што се мед, полен, прополис, разни тинктури, разни мешавини, кои што точно за овој период, бидејќи сега сме сведоци дека буквално временските услови ги носат и самите настинки и болести, што се вика, ова поволно влијае на потрошувачите. И затоа овај саем не има само продажниот дел, него исто интерактивно преку комуникација со потрошувачите, преку нивно едуцирање, како да ги употребат тие производи, се со цел на некој начин да си помогнат во своето здравје. Инаку, пчелните производи, овдека што ги продаваме сите ние на овие штандови, значи ние сме регистрирани преку Агенцијата за храна и ветеринарство, така да сите имаме сертификат за продажба, така речено, од куќен праг, и значи граѓаните можат со сигурност да земат или да си одберат свој како матичен пчелар од кого би биле сигурни да ги купуваат производите. Меѓутоа сите овдека што изложуваат, можам да кажам со 100% можат да бидат сигурни во нивните производи.
Вие имате овдека, колку што можам да забележам, и метод костен, така? Така, токму така. Значи, како што рековте, сите овие благодети што ги дава природата, како што се дава од костенот и многуте цветови што се во тој период во природата, тие се еден од условите за да може да биде квалитетен мед. Меѓутоа, не е само тоа, самиот простор, бидејќи не постојат никакви фабрики, не постои некои загадувачи, како што се да речеме во урбаните средини, така да тој мед од краевите, не е само поречкиот крај, да речеме како кај мене, меѓутоа има во Македонија и многу други такви краеви, кај што се буквално погодни за производство на мед. И не случајно Македонија спаѓа една од ретките земји во светот каде што може да се пофали со добри услови за производство на мед. И тоа секако потрошувачите веќе го увиделе и го ценат на некој начин. Така да покрај, значи како што рековме, ние покрај медот ги имаме сите други производи што може да ги произведе пчелата и единствено кај медот, за да видиме дали е добар или не производот, значи само треба да се ослониме на тоа да буквално производот биде добиен само од пчелата. Значи човекот да не зема учество во неговото производство и ќе биде све во ред. За медот се вели дека е добар мед ако во одреден момент кристализира. Така. Дали е тоа така, затоа што кај луѓето има двојба и забуна малку, ако видат дека кристализирал, дури некој мисли дека тоа не е добар мед. Така, токму така, еве го истиот мед, еве по некоја случајност, ова е истиот мед што го гледаме тука на штандот, ова е Еве, ова е, значи, ова е истиот мед. Да, истиот мед. Ова е лански мед, еве видите, има своја компактност, еве го може значи да се скрти, да се направи. И овај сега за неколку месеци, веќе почнали овај да кристализира, за неколку месеци ќе добие оваа форма. И сега слободно можеме да кажеме дека овај мед, кога веќе има една сигурност, кристализирал, Значи тоа е чист мед. Неговиот чист мед и неговиот рок е неограничен, може со години, дури да речеме стотици години, може да стои, да не ја промени својата структура, да изгуби од нешто, затоа што нема никакви примеси, сем што дава природата. Нашето пчеларство е специфично по тоа што ние пчелите ги транспортираме на одредени други локации каде што имаме подобри услови, односно имаме селидбено пчеларење од еден регион во друг регион. А тоа значи дополнителни приноси. Секако, да. Воедно пчелите ги одржуваме во подобра здравствена состојба, во подобра кондиција и секако добиваме повеќе видови на мед и повеќе мед. Сега, бака, да ве прашам. Доколку со стационарно пчеларење, по кошница имате, еве оваа година да речеме, 20 килограми, со селидбеното пчеларење до каде може да се стигне? Така, видите, со селидбеното пчеларење може да се дуплира приносот. Така. Сега 20 килограми можам да кажам дека е во идеални услови, меѓутоа просекот негде е околу 15 килограми. Меѓутоа секако, ако се потрудиме да ги преселиме пчелите на повеќе паши, можеме да добиеме повеќе мед и повеќе видови на мед. Бидејќи не е само стационарно пример само ливадски мед, на нашите ценети медолюбци сакаме да им понудиме и шумски и костенов мед, бидејќи секој мед е од различно потекло, различен вид и се разликуваат по тоа што имаме монофлорни, полифлорни медови, повеќе медоносни билки, така да добро е да бидеме комплетни. Сега, покрај медот што го спомнуваме, гледам овде уште доста други производи, што имате овде? Ги имаме сите пчелни производи, покрај добро познатиот мед во саќе, имаме полен, прополис, матичен млеч и комбинации помеѓу пчелни производи. Медот може да се комбинира со полен, поленот представува растителен протеин кој што е многу богат со минерали. Може да се користи по едно кафено лажиче секојдневно во комбинација со мед, во комбинација со млечна киселина, во јогурт, може во џусови, во лимонади да се додава. Потоа прополисот е природен антибиотик, се смета уште како лек на 21. век. Од него правиме алкохолна тинктура, каде што можеме директно го користиме преку спреј или со накапување. Исто така во комбинација со мед може да се меша, промко медот, тоа ви е добра комбинација. Потоа матичниот млеч ќе го издвоам како производ кој што пчелите не го собираат од природата, туку го излачуваат, имат млечни жлезди,
тие млечни жлезди го лачат млечот и тој служи како храна за младите ларвички и храна за матицата. Цената на млечот од прилика е околу 3 евра па до 5 евра може да се најде за грам. И од 150 до 300 денари доаѓа во зависност од За 1 грам. За 1 грам, да. Нашето пакување најчесто се 10 грамски и во комбинација со мед. Добро е во комбинација со мед, тој се меша во сооднос 1 грам млеч на 100 грама мед. Медот треба да биде во кристализирана состојба, за да може хомогено млечо да се измеша подеднакво низ целата тегла, особено за помалата популација, за децата, оние кои што не се алергични на мед, може во комбинација со медот да конзумираат и матичен млеч, по едно кафено лачице добро е за подобрување на имунитетот. Кои сакат професионално да се бават, односно по-сериозно, кој не е само за рекреација, мора селидбено да имат. Тоа ние го викаме мед на точкови, дека е медот, ние таму одеме. А ние имаме основни друштва околу 500, ама за паша ги рачунаме околу 400 пчелни семејства. Правиме му обед фамилијарно. Значи, тоа се сепак сериозни количини на мед, еве конкретно за оваа година. Ме интересира дали успевате сето тоа да го продадете? Сега после короната беше за продажбата немавме проблем. Меѓутоа веќе малку е проблем со продажбата, многу има и фалсификуван мед, фабрикуван мед. Ама тоа не е наша работа, тоа е на институциите ако сакат да се бават со проблем. А треба да се позанимаваат со тоа. Ние имаме многу повици на многу сајми, што учествуваме, секаде имаме повици, ама гледам нема заинтересираност и за тоа. Што и да кажем, они си знаат нивна работа си. Апсолутно. Ја гледаш иднината во пчеларењето? Допред некое време имаше иднина и сега моментално, ако се стабилизира со фалсификатот, ќе има иднина во пчеларството. Инаку ако не се коригира фалсификатот, малку проблем ќе е. Ние сепак професионално се бавиме со тоа цела фамилија и плюс вработени чатпаци имаме такви хонорарци. Така. Ама на почетниците мислам дека ќе е проблем многу. Право, климатските промени се многу тешки, а после тоа многу е сега и продажбата е веќе проблем. Едноставно што сакам да ги препорачам на луѓето што купуваат да земат мед со етикети, со РБО, со АХБ бројче, па и да има нешто проблем да можат некаде да се пожалат. Ако е без етикета, не можеш ти да докажеш. Апсолутно. Да. Во Македонија во моментов екзистираат некаде околу 5000 пчелари. Тие произведуваат пред се мед, меѓутоа и други пчелни производи, како што се матичниот млеч, поленот, прополисот и пергата. Но за жал, кај нас некаде околу 700 грама мед се користат по глава на жител. Затоа нашата препорака е во овие зимски студени денови користете повеќе пчелни производи за ваше здравје, што значи дека користете го повеќе медот како храна, отколку како лек. Ете, ова беше се во денешното издание на емисијата Класик. Останете ми во добро здравје и уште подобро расположение. Пријатно!